Добро вечер, добро вечер, добро вечер и добро вечер. Пече, пече, пече и пече. Но за тоа малку подоцна. Добро вечер. Прва епизода, трета сезона Cyber Команда. Вкупно, ако не се лажам, 57 епизода. Она што се случуваше во меѓувреме, има толку многу материјал, има толку многу работи што имавме проблем вака да го средиме материјалот. Но како што ви ветив во последната епизода од втората сезона Cyber Команда, оваа година, оваа сезона ќе има малку поинаков пристап, ќе има малку повеќе илустрации на поинаков начин. Не сум ги измислил јас, гледам емисии од влијателни подкастери, влијателни водители, луѓе кои што ја коментираат политиката на начин на кој што коментирам јас, и некои од тие работи ќе ги примениме. Се надевам дека визуелно ќе биде многу подобро, ќе приближиме многу подобро тоа што сакаме да го искоментираме, за да може да ви биде емисијата едно уживање, а истовремено и да оставиме трага, да оставиме еден следоред или редослед или хронологија за се она што се случува во ова наше општество. Ако можеме да кажеме дека сме општество, бидејќи ако гледавте во последните неколку недели нападот на хулиганите врз овие што се кантите за отпад врз местата кои што во Скопје се предвидени да се одложува на културен и цивилизиран начин отпадот, ќе помислевме дека не живееме во цивилизација, туку дека живееме во Тунгузија. И да, Тунгузија не е измислена, туку е место, провинција која што постоела и постои во Африка. Затоа велам на еден цивилизиран начин да ги тераме работите. Се она што не ни се допаѓа во овој наш цивилизацијски пристап да го искоментираме, да оставиме трага, да се забележи тука и да остане запишано за добрите, но и лошите работи. Така што, уште еднаш, прва епизода, трета сезона, Cyber Команда, редовно, 21:30 во сабота, навечер, на Infomax YouTube каналот. Infomax YouTube каналот, меѓу другото, беше нападнат меѓу двете сезони. Имаше обиди да се избрише каналот. Нешто слично се случи со Facebook фан страницата на Infomax, ама пред изборите, па се направи нова и новата е сега многу појака од претходната, така што, како да кажам, може некој да административно да притиска да ти избрише страната, да се обиде да те замолчи, но не е тоа гаранција дека ние ќе престанеме да зборуваме, туку е гаранција дека ќе зборуваме уште повеќе, пожестоко и ќе ги следиме работите без компромис. Така што велам, во меѓувреме имаше напад врз каналот, но заврши тоа. Каналот е сега уште појак. Еве, во оваа недела бев и два пати во тешки муабети, понеделникот и вторникот, имаше огромна гледаност, негде 30-40, можеби и 50% поголема гледаност од претходната четврта сезона. Таму сме во пета сезона, ова е во трета сезона, значи одиме јако, како што рековме, хронолошки следоред, да ги провериме сите овие наши општествени, како што реков, ако сме општество, состојби, и да ги искоментираме на начин, ја да ги искоментирам на мој начин. Па еве, со што да почнеме? Толку е голем избор. Тај ќе почнеме со Гаши. Гаши овој од Косово, што е председател на Собранието во Република Северна Македонија. Мислам, он рече дека од Косово, дека тоа му е татковина, па после кога сватија дека
не им чини од пиар гледна точка работата, се објаснуваше, родителите му биле од таму и така натаму. Како и да е, ајде и тоа да беше нешто што го сгрешил, па да му простиме, па секој има право на грешка, па не е само он, нели и другите прават грешки, ајде окей да го оставиме на рад. Меѓутоа, умеѓу време имавме обрачун или пресметка кај ОК Корал, односно нешто као Ваја Терп и Клейтоновите, нели прочуената пресметка која што е нели најпозната веројатно у кинематографијата и така натаму, алузијата на тоа нели на аеродром кога ги прати шерифите негови да проверат таму кој имал и што имал на Вјоса, па после Мицковски се извинуваше на Вјоса и така натаму, меѓутоа ако сте гледале тешки муабети од понеделникот, мислам, ќе дознаевте зашто всушност била таа тензија, имало нешто таму у куферот, нема да навлегувам, вратете се на понеделничката емисија, ќе видите мощни интересни минути околу целава таа циркус, скандал, ситуација. И не ми е намерата за Вјоса зборевме таму, за аеродромот зборевме таму, но Гаши го имате прво као косовар, после го имате како обрачун код ОК Корала, нели, колоквијално обрачун, нели, знаеме македонски пресметка, но влегло во употреба, народски кажано, имаме влијание србизми и така натаму, но пресметката од кај ОК Корал, понатаму верскиот обред или обидот да се претвори во џамија македонското, или како што они викаат северно македонското собрание, со внесување нели на обичај спротивно на уставното уредување кое што вели дека црквата и државата се одвоени, односно верските институции, џамиите, синагогите и се друго што постои, дека е одвоено. Значи, не се разбереме погрешно, немам ништо против секој да си ја практицира својата вероисповест, религиска припадност на свој начин, но таму каде што е местото. А тоа сигурно не е македонското собрание. Најмал заеднички содржател или именител Гаши. Значи, неколку пати Гаши. И на крај Гаши, за кој што Мицковски вели дека бил класа, планини, нивоа, не знам, што се не употреби како епитет за него во однос на Талат или Талјат подобар. На крај Гаши реши и да ја укине границата за потребите на својата приватна свадба, да прелета таму со ротации, да злоупотреби службени коли, да пренесе со него други луѓе кои што не беа идентификувани, забележани дека ја напуштиле државата, веројатно во обид да ни докаже, да ни покаже дека они на свој начин формираат една споена територија на која што нема граница за нив и така натаму. Па и оној од УЧК што го пуштија, што беше со меѓународна потерница, на нешто сличен начин, иако никој не кажа како и што, исчезна од домашен притвор во Македонија, а е од Косово и се јави од Косово. Значи, тука као да нема граница, а тоа го спонзорираше обилно, уредно во сите медиуми, токму истиот господин Гаши. Значи една вака питорескна личност која што се потруди во 3, 4, 5 наврати, освен што и плюс и жена му си ја прошета до Вашингтон, нели, и плаќаа таму службено со наши пари. Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, колку се веќе скандали или настани погодни за одбележување, коментирање во Сајбер команда и се чини дека веќе се формира одредено мислење и кај јавноста, а мене ми е јасно дека типот не мисли дека е председател на собрание на својата држава, туку мисли дека освоил собрание на некоја држава, кое што како освоено, како освојувач, може да го третира како свој плен.
значи го држи во заложништво со сила, со пиштолџи кои што може да пукаат по авиони, возови, бродови и така натаму, да вадат да репетираат, да бидам прецизно разберен, значи го држи као плен, освоена територија и како територија од која што смее, може да црпи ресурси колку сака, како сака, за било која потреба. И сега тој бил класи подобар. Не знам како, меѓутоа Мицковски очигледно има некакви задолжници према овие луѓе, што е за мене многу чудно, бидејќи ВМРО или некои го викаат ВСМР, ќе видиме подоцна зошто, има 58 пратеници и после изборите во мај, кога заедно со коалицијата негова, овие од СДСМ, што како понтонски мост преминаа во Вреди, оноа вреди на оној Максим, кој што имало таен договор со Алијанса на албанците за поделба на вработувањата и директорските места во Куманово, тој тој договор исто го извадивме во тешки муабети и не се демантираше, значи се потврди, бидејќи во него беше точно наведено проценти, дури Максо бил вака и дарежлив, им дал екстра проценти од балансерот или од пописот, 30%. На страна што тоа не е етички и морално, мислам дека не е ни законски. Но знаете како партија на власт, владеачка гарнитура, па сега за закон или ќе се замараме. Така што, да се вратам, сепак, знам и Мицко имаат 64, а пред да се формира уште владата, ако се сеќавате, они се фалеа дека сами, самостојно, со купување на пратеници, наваму натаму, дошле до над 67 и имаат стабилно мнозинство. Тоа ќе го проверите по сите медиуми, беше објавено. Значи, кај нас се појави еден оптимизам дека Македонија во наши раце, после испадна Северна Македонија во наши раце, се појави еден оптимизам дека ќе се врати името назад, ќе се исправи неправдата од Преспанскиот договор, каде што бевме понижени дека не сме више македонци, ни се мени идентитетот, односно се уградија работи кои што се директно спротивни на интересите на македонците и тоа не беше верификувано до сега од владеачката гарнитура. Но сепак, народот беше љут, чекаше шанса да казни и казни. И во тој момент они дојдоа, се собраа, па дури и со влем се 78 на праг на 2/3, значи со една уредна замолница или подкуп, вамо таму, ќе се дојдеше до 80-81, да го вратат уставното име назад. Затоа велам, тоа е еден оптимизам, Македонија во твои раце, Македонија повторно твоја, Македонија горда, никаде немаше Северна, никој не спомна ништо за Северна, тоа беше у тој оптимизам заборавено. Имаше многу видеа, ќе ги видите кај мене на мојот Facebook профил, имаше многу видеа за време на кампањата и изборната победа, каде што сите викаат никогаш Северна, само Македонија, се веа 16 краки сонца и сите беа убедени дека тоа ќе биде и спроведено од страна на новата влада, ќе се поништи тој срам, тоа понижување, горда ќе биде таа влада, председател имаат на собрание, председател на државата Селјановска, Давковска, премиер и така натаму, се собраа тука луѓето, народот казни, даде власт, нели идејата е тој ден казнуваш, даваш власт, доаѓаат нови луѓе, сега они тука све ќе средат, и одеднаш ти имаш еден Гаши, кој што да не речам уринира по све ова, руши граници, иде по свадби, праќа револвераши да се пресметуваат со други државни институции, за него меѓународни домашни протоколи, закони не постојат, шета по светот како ројалти, како кралско семејство, плаќаат там. Мали технички проблеми.
да завршам со Гаши, мислам дека е доволно. Набројавме, стипулиравме негови вака бисери, што во суштина мислам дека е срамотно да постојат како бисери. Самото постигнување председател на собрание, во овој случај на Република Северна Македонија, е висока државна позиција, дури Мицковски го нарече втора позиција во државата. Ако мисли на себе скромно дека е трета, ако е председател на држава број 1, значи скромен е, гуд, супер. Значи втора позиција во државата би требало да те мотивира, да те инспирира, не да покажуваш мускули, не да праќаш револвераши, туку да бидеш скромен, да рефлектираш кон оваа држава на измачени граѓани со низок животен стандард, со предизвици во секојдневниот живот, да стимулираш една и да рефлектираш, да еманираш една скромност и така натаму, но тоа не е случај, така што ајде ќе го оставиме Гаши. Сигурно ќе се врати како предмет на интерес во овие наши и тешки муабети и сајбер команда, бидејќи очигледно е дека патернот behavior, нели, начинот на кој што се однесува, он веќе влезе во една рамка дека ќе биде конфликтен, дека ќе злоупотребува, дека ќе манифестира моќ, дека ќе се прави главен, дека он е над државата и така натаму. Но сега за сега доста за Гаши. Да идеме да видиме и други работи, бидејќи навистина има работи кои што се битни да ги споменеме и да ги оставиме како трага, како што реков и на почетокот на оваа епизода, како трага во оваа епизода. Ајде, например, сега пуштете ми го, режијата сега ќе го убаци, тоа ви кажав е нешто ново, ќе го гледате покрај мене, да го погледнеме Мицковски во Хрватска, како му е многу тешко за името Република Северна Македонија. Да, нас не боли и не пече. Тоа што мораме да некогаш ќе прифатиме таа реалност, која што е тешка и тажна за македонските граѓани, што мора да ја користат оваа придавка на официјалните настани. Но таа е цената која што повторно мораме да ја платиме, за да бидеме таму каде што сакаме стратешки да бидеме, тоа е Европската Унија. Тажно е. Браво. Има некој што веруваше во ова што го слушна? Самиот господин Мицковски говореше дека Преспанскиот договор никако не е завршен. Го имаме и тоа како исечок и сега ќе го пуштиме и намерно сакам да го видите и тоа, за да едноставно можете на лице место во многу кратко време да ги споредите, бидејќи они сметаат дека изминал проток на време, дека сте заборавиле. Они сметаат дека вие ништо не паметите. Они сметаат дека може да ве манипулираат со пиар. Они сметаат дека вие немате доволна критичка моќ на расудување. Ја не мислам така. И затоа сакам да го видите тука во краток период, за да можете да ги споредите. И како ќе сум ја навенел главата, ќе сум го поддржал договорот од Грција, ќе сум застанел рамо до рамо со него. И сите тие кои тогаш ова го збореа, прогнозираа апокалиптични сценарија, сега ги гледам како така наеднаш хорски сите мене ме напаѓа. Сите го напаѓа. Зошто пак сега не сум го поддржал договорот. А јас и во јуни, еве и сега овде пред вас ќе го кажам истото. Договорот е штетен и треба да се отфрли. Овој договор е против македонските национални интереси и против македонската држава. Бидејќи е диво месо, вметнато во здрав организам, кој не гуши и допрва ќе не влече надоре, ако не се спротивставиме. Тоа е вистината и во јуни, таа е вистината и сега на крајот од септември. Браво! 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 Еве, да не биде ја нешто измислувам, додавам, одземам. Го слушавте гласот на Мицковски. Говорот бил штетен, односно договорот.
диво месо. Не го прифаќа. Ајде уште еднаш сега да го чуеме кога вели додека е он ВМРО дека нема да го прифати. Има он многу такви изјави. Еве ја, една од тие. Европската унија и САД, особено во контекст на последната во Охрид, така наречениот Преспа диалог форум, каде што добивме порака од висок американски представник дека Преспанскиот договор е завршена работа. За вас е завршена работа Преспанскиот договор? Видете, Момировски, се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. И се додека постои ВМРО, не може да биде Преспанскиот договор завршена работа. А знаете зошто не е завршена работа? Затоа што се сеќавате на нас капо плат. Значи така. Значи не е завршена работа. Режија, дај ми го сега уште еднаш првото. Да го погледаме заедно уште еднаш првото. Значи, да го пуштивме веќе, да го видиме уште еднаш првото видео. Да, нас не боли и не пече тоа што мораме да некогаш ја прифатиме таа реалност, која што е тешка и тажна за македонските граѓани, што мора да ја користат оваа придавка на официјалните настани. Но таа е цената која што повторно мораме да ја платиме за да бидеме таму каде што сакаме стратешки да бидеме, тоа е Европската унија. Тажно е. Тажно е. Тажно е што избираме вакви ликови да не водат, кои што се служат со манипулација за да дојдат до функција, за да дојдат до остварување на лични цели. Е, тоа е тажно. Тажно е што народот ова го купи како продукт, како нешто што ќе донесе подобар живот и како нешто што е автентично. Вие сами гледате во овие исечоци. Дека се работи за класична манипулација, лажење. Таа партија во името и презимето има букви кои што за членовите и за многу луѓе во Македонија се свети. Има букви кои што асоцираат на кауза, но нешто што ја спасило Македонија како поим, што ја создало и се втемелило во Македонија како држава. Може тука левичарите колку сака се бунат, има делегат од ВМРО на првото заседание на АСНОМ, наведен како делегат од ВМРО, без разлика на сите историски контроверзии. Но партија која што од 90-та година навака вели дека се возобновува, се надоврзува на историското ВМРО и партија која што ќе се бори сега за да обстане државата, да обстане Македонија и така натаму. И сега он мене ми вика, вас ви вика, тешко било, пече, а го пече на меѓународна средба во Загреб и така натаму, каде што, нели, свесни сте сами настапуваат како елита, летаат со прва класа, меѓу другото гаши овој, претходно што го зборев, барем одговори на законската обврска на прашања од оваа редакција, колку потрошил да ги приложи фактурите, кој бил присутен и така натаму. А овој господин Мицковски, тој не одговара, иако истече законскиот рок од 30 дена, не одговорија, значи ни законот не го почитуваат, да кажат колку потрошиле во Вашингтон, кои луѓе биле во Вашингтон, каде спиеле, колку коштале картите, колку коштале репрезентациите, ручиците, вечерите, кои што ги гледавте, дека ги имаше, па интервјуата со македонска телевизија на 50 спрат во Нью Йорк и така натаму. Нашата рамка, која што успеавме општо да ја пресметаме, беше од 200 до 300 илјади евра. А не одговараат. Не одговараат. Законот за нив не е закон. Овие што ги пече, Северна,
Ама ги пече. Па мислам, цели се со опекотини. Пуштете ми ја сега уште Министерката за образование, ве молам. Да видиме и неа колку ја пече. И да се развие една стратегија за подобро образование и во основното, средното и високото образование во Република Македонија, Супер. каде што Браво. се извинувам, во Република Северна Македонија, каде што очекувам. Се извинувам, во Република Северна Македонија. На внатрешен настан, во Штип, ако не се лажам. Не предупредена од никој. Без обврска според Преспанскиот. Нели така вика лидерот? Така вика Силјановска Давковска. Сама аутоцензура или аутокорекција да си направи. Па ја мислам стварно, втор пат ќе ја употребам, ова го нема ни у Тунгузија. Ама ја пече, нели? Видовте колку ја пече. Ја пече да не направи грешка, случајно некој да не ја замери на позицијата на која што е, да не ја одземат позицијата. Ништо друго не ја пече. Буквално ништо друго не ја пече. Чекајте, нели заветна? Нели никојаш Северна, само Македонија? Па вашите членови, вие со знамења. Зошто го манипулиравте и лажевте народот? Народот сега веќе прашува. Тоа што го гледам е дека маглата се разиде. Манипулацијата се направи дефинитивно. Гласот е земен со нели 4 години во рацете сега на таа елита. Ама народот веќе прашува. Чекај бе, нели друго ни кажувавте? Нели горди? Нели само Македонија? Нели твоја Македонија? И сега одеднаш нити има Македонија, аутокорекција во Северна, го имате човекот што глуми од Загреб, леле колку го печело него. И народот веќе сериозно прашува. Тоа можевте да го видите претходно во тешки моабети, го имате кај мене како скриншот на мојот профил. Вие имате 22 скриншоти кај мене, околу 100 коментари на видео, на ова видео што го гледавте, коментари од друга редакција е објавено, што значи дека коментарите на нивниот профил он не може да ги избрише или да ги банира. И затоа беа наредени. И кога ги скролав коментарите, не можев ниту еден да најдам да го пофали за тоа дека нешто го печело. Ами сите прашуваме, нели ке менјавте, нели цврсти, нели горди, нели патриотизам, нели ВМРО, нели Македонија убералес. Ништо од тоа. Во прашање беше голема измама, а во и последната тема за денеска, во примерот на Скопје, на градот Скопје, не само што е измама, него мислам дека е и еколошки тероризам у прашање. Земете го ова со огради еколошки тероризам, но кога вие давате инструкции на луѓе кои што немаат моќ на расудување, да собираат ѓубре од дома и од комшиите и да го расфрлаат во околина на контейнерите, а не во контейнерите кои што се празни. И после некој на тоа се надоврзува дека не бил чист градот. Тоа за мене е уништување наменско, планско, политичко, партиско на градот. И ете се собра од комунална хигиена со надчовечки напори, иако не им беше одобрен планот од истата партија што напаѓа на пресови и од некои незини градоначалничиња кои што се гледаат во некои повисоки функции. И комунална зема го исчисти Скопје. Но тоа не е единствен проблем. Вие имате структура која што до пред некој месец беше опозиција
И цело време, бидејќи не е во контрола, поради рачињата во медот, не е под контрола градот Скопје, оти се нашол некој во ликот на градоначалникот на Скопје и да им каже не може рачиње у медот, не може ова, не може вие како што сакате за партиски потреби, и ги отстранил рачињата во медот, нивните рачиња од медот. И сега они, за да се осветат, за тоа што не им се рачињата во медот, да го блокираат и да го уништуваат цел град од 500-600 илјади луѓе. Сега не само што ја блокираат комунална хигиена, него се спремни да го дигнат во воздух и градскиот, пак во наводници да го дигнат во воздух, меѓутоа многу блиску е до реалноста. И целиот градски сообраќај. Побогу не постои место на планетата, освен трет пат, може би од Тунгузија, каде што вака се делува со еколошки тероризам и политичко-партиска тортура, ако не ги слушаш. Па добро, окей, има како се води расправа. Еве, да не ве учам. Меѓутоа, тоа не е никако со блокирање на превоз и дотации за превоз кои што овозможуваат основци, средношколци и пензионери во главен град, во метропола, да се возат бесплатно. Никако не смее да се дозволи тоа да го прави владеачката партија. Затоа што си трупа проблеми секојдневно и се влегува во конфронтација со групации на граѓани кои што гледаат што се прави, дека намерно се прават блокади за да се оствари тотална, па и тоталитарна контрола во општество кое што, ако нема никој што мисли различно, многу брзо ќе личи на Белорусија. Има медиумска, скоро целосна контрола, таа власт. Освен оваа група овдека која што размислува слободно, која што гледа објективно и ви пренесува што се случува. И затоа има најголема гледаност овие подкасти. И не само гледаност, туку и импакт, и влијание. Луѓето гледаат реално што се случува. И имаат од тука прозор да се информираат и на поинаков начин. Оти едно е кога се коментира објективно, а друго е за потребите на партијата или на владеачката гарнитура. Тогаш вие немате информирање. Тогаш вие имате инструментализација на информациите, односно креирање на наратив во што треба да верувате, а не да расудувате. Па да ви биде крива комунална хигиена при празни контейнери, а ѓубре фрлено на 10 метра од контейнерите. Или градежен шут довлечкан и имаше видео на Фейсбук снимено на лице место од Струмица таблица превозно средство да изфрлаат шут во центар на Скопје. А ова го нема четврти пат у Тунгузија. И затоа велам, многу ми е чудно што Мицковски со глава низ ѕид влегува да го сруши цело Скопје, јавните предпријатија, превозот, само да покаже дека може да владее со сите структури, со целата држава, со сите општини, градови, предпријатија и така натаму. Не иде тоа така, другари од Бихачка, без број. Народот мисли поинаку. Почнете да се вртите, да гледате како коментира на вашите изрежирани, наместени и неемотивни, односно невистинити говоранци за Македонија, за тоа колку вас ве пече, колку вас ви е тешко. Тоа проаѓаше можеби до пред известно време. Веќе не проаѓа. И затоа за крај ќе ви презентирам една рап варијанта
на вашето печење и болка за Македонија, ја најдов сосема денеска. Денес е петок снимаме, сабота емитуваме. Денеска ја најдов, значи, Мицковски во четврток, вчера, неговиот перформанс од Загреб ни го приреди, а веќе петок денеска имате рап, реакција, односно пародија или козерија на таа циркузијада, и смевање со тоа што од таму го гледавме. И не пече. Тоа што мораме да некогаш ја прифатиме таа реалност, која што е тешка и тажна за македонските граѓани. Само у Македонија, извинете. Леле, уста гомна намиерев. Да, нас не боли. Пече. Уста гомна намиерев. Пече. Уста гомна намиерев. Пече. Уста гомна намиерев. Пече. Се извинувам во Република Северна Македонија. Пече. Северна. Уста гомна намиерев. Северна. Уста гомна намиерев. Северна. Пече. Тоа што мораме да Уста гомна намиерев. Уста гомна намиерев. Уста гомна намиерев. пече. Другари, Vox Populi е неизбежен. Вие можете колку сакате пропаганда. Она народот што ќе го сконта, а го конта, го разбира, се демаскира и веќе е дегутантно, она што Vox Populi ќе ви го сервира, уште од римско време нема бегање од тоа. А тоа, јас сум запрепастен, се случува премногу бргу за оваа ваша гарнитура. Зошто е тоа така? Имам свое мислење. Мислам дека имате многу слаба гарнитура као човечки потенцијал. Поставувате луѓе кои што појма немаат кај се наоѓаат. Сачува Боже да знаат како да ги водат институциите. Имате луѓе кои што само што влегле во овие институции, веќе се гледаат на повисоки места. Имате компетиција во стилот жабата видела конјот се поткувал и она дигнала нога. И од она што го гледам досега, немате ништо конкретно, ни еден проект, освен ќе правиме ова, ќе правиме она, ова ќе дојде, она ќе дојде, ова ќе биде тогаш, ова ќе биде. И, нели, жалопојките, леле, овие што направија, леле, оние што направија, овој украл, оној украл. Тоа го зборевте и пред мај, ќе апсевте, не знам што ќе правевте. Ајде, апсете, не ни кажувате приказки, решете ги работите, тие што треба да се апсат, апсете ги, ама вие нешто почнете и да работите. И престанете да се однесувате како опозиција на власт. Ова беше прва епизода од третата сезона Cyber Команда. Јас сум Филип Петровски. Гледајте ме редовно во Cyber Команда, редовно во Тешки муабети. Посетете го мојот Facebook профил. Ја го кажувам она што го мислам слободно. И така ќе остане, освен ако не похапсат и сите нас, нели, нон-стоп има закани. Све ќе не собираат, па ќе почне Белорусија. Сега, ако станеме Белорусија, може ќе не нема. Но до тогаш ќе не има. Ќе ме има тука, редовно, сабота, 21:30. И, на крај, запамтете, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.